Денес и утре во дводневна посета на Брисел е Христијан Мицковски со 4-члена делегација, со уште 3-члена делегација. Тој денес имаше средби со европретендникот и известувач за Република Македонија во Европскиот парламент Едуард Кукан, европретендничката Мирјана Петир и председателката на ЦДУ, наследничката на Ангела Меркел, Анегрет Крамп-Каренбауер. Повеќе околу овие средби токму ќе ни кажа Христијан Мицковски. Господине Мицковски, вие денес имате средби со повеќе европски политичари. За што разговаравте и какви впечатоци имате? Па генерално разговаравме за актуелната политичка состојба во Република Македонија, за следните претседателски избори кои што треба да се случат на 21 април. Разговаравме за сето на кое што е реалност во Република Македонија, за жал лоша реалност и за граѓаните во Република Македонија, но и за проопозиционите или опозиционите политичари. Така што ги запознав моите соговорници за онаа вистина за Република Македонија, за вистинската слика какво е лицето на власта во Република Македонија, какво е лицето на Зоран Заев, а не она насмеано лице со раката на срце овдека, кое што се обидува да го представи во Брисел, туку она вистинското лице кое што практично има за една цела, тоа е како преку осветољубие да им се освети на своите политички противници. Немањето на реформи, немањето на суштински реформи, истото тоа и беше со оглед на оние вести кои што успевам да ги следам потенцирани од еврокомисарите овдека, не оние фингирани реформи на хартија, туку она што навистина недостасува, тоа е вистинската имплементација, но исто така ги искористив овие средби да лобирам, да се трудам да ги убедам нашите партнери од сестринските партии, со оние политичари кои што успевав да се состанам за да конечно Македонија добие вистински датум за отпуштување преговори, а не како оној кој што беше минатата година, кој што малкумина политичари или луѓе од клиентелистички причини блиски до власта ги славија со чочеци по плоштадите во Република Македонија. Да се надеваме дека оваа година ќе биде успешна за граѓаните на Република Македонија, затоа што она што е реалност во Република Македонија не нуди таква перспектива, но ние како опозиција се трудиме и покрај тоа што сме опозиција, покрај тоа што ги немаме механизмите за да можеме да измениме реалната перцепција во Република Македонија, да се трудиме преку нашата мрежа на сестрински партии да лобираме и да Македонија добие датум за отпуштување преговори со Европската унија. Благодарам господине Мицковски за гостувањето во вестите на Алфа телевизија. Благодарам на поканата.